Кога сме кај самите информации, сега сигурно некој не гледа и си вели јас каква приказна имам, ама некако не знам никако да се најавам, никако профил да отворам, треба ли да платам, кај да се обратам, што треба да направам. Пајде накратко народски просто што викаме да објасниме. Еве ја имам приказнава ми е тука, како оваа приказна автентична да ја пренесам на Википедија. Можно ли е правим такво нешто? Не, зборот приказна ми смета тука. Значи ние приказни не објавуваме. Не. Ова е енциклопедија кај што има за ликови, има за места, има за настани. Ајде содржина да го речеме тоа. Содржина може, материјал, текст за нешто, да. Така може ако некој има еве за селото, ама не приказна, не. Значи факти, нас ни требаат факти. Енциклопедија е тоа е енциклопедија, треба да има факти. Она што обично кажувам, она што се најдобрите и со петка се оценуваат, некој да речеме како Гоце Делчев одел тоа утро, па додека пееле птиците, па пеперутките летале, па сончевите зраци пробивале, леле петка сташ тука одма. Тоа на Википедија не се енциклопедиски содржини, такви прераскажувања, затоа реагирам, извини на зборот приказно. Значи доколку некој има факти, материјали за нешто и ние го немаме на македонската Википедија, може да се обрати на образование Мајмунче Викимедија МК, имаме да се обрати, да праша кога ќе има наредни обуки да дојде, или пак може да кликне горе, има отвори корисничка сметка, направи корисничка сметка, ќе му се појави тоа што ќе се појави, нели, за да запише корисничка сметка, пасворд, лозинка, односно да си стави за кога ќе влегува, мејл и така, ќе си ја направи и после тоа имаме дури и на има и онлайн на самата Википедија има краток почетен курс, ако некој смета дека може така да. Сега што не е Википедија е многу битно, значи енциклопедија е да, меѓутоа што не е место за поставување на било што. Значи што не сме да се објавува? Па не сме, не се бришат реклами на пример, не е место за рекламирање. Не е, например, ако ние имаме за Винарија Тиквеш сами на својата страница ќе си напишат тоа што сакаат, ние сме најдобри, нашите вина се најдобри пример. А на Википедија треба да биде кога е формирана, значи факти, груби факти. Така бројки кога е формирана, какви вина произведува, дали има лозови насади, може и нема, може откупува, нели? Тоа вино добило тогаш и тогаш таму и таму награда, нели такви. Тоа се веќе факти, тоа се проверени. И мораме секогаш да ги имаме оние наводи, референци, цитати што се викаат. Значи, нешто кажуваш, еве, ја може да кажам дека, например, не знам, Моцарт живеел во Скопје. Не живеел, добро. Одма некој ќе рече, чекај, дај ми каде го прочита ова. Блок не смееш да ставиш блок како ова, зашто јас на блок ќе се поставам себе си во едно дело вака и ќе речем, јас од нас месечината ќе си го поставам на Википедија, еве, гледај. Значи, на блок никој не те проверува, не. Јасно. Не може да биде извор. И главното прашање што многумина сигурно им се врти во глава, со плаќањето се плаќали и дали се заработува нешто, ако пишува или... не се ни заработува, нити се плаќа. Значи, тоа е пред се волонтерска работа, кога си немате друга работа, место да играте игрички, може да влезете и да оставите нешто пишувано, кое натака ќе остане да го читаат и други. Она што е како заработување, што викаш, евентуално, тоа се тие наградни уредувања кога ги има, луѓето што учествуваат на наградни уредувања, може да добијат награда. Наградата е секогаш ваучер, значи така да некој, мислам секогаш, голем дел е ваучер. Ги прашуваме добитниците каде сакаат, некои сакаат од техника, други од спортска опрема, некои од книги, например, ќе добијат ваучер, ќе појдат ќе си подигнат нешто и тоа им е таа награда, например, како да, награда. Тоа е награда, да. Покрај тој формалниот дел, така некако да го дефинираме пишувањето, што е дозволено, што не е, дефиниравме како стоиме како Македонија во однос на возрастните популации кои чита, кои објавуваат. Вие правите Викикамп. Што е тоа и како се пријавуваат, каде се одржуваат тие кампови, која е целта на крајот, претпоставувам повторно знаењето, односно обуките? Да, ние од 2016 држиме Вики клубови, ги викаме тие, низ Македонија ги имаме повеќе, каде што некои, тоа се ученици од средните школи, некогаш и од основно 8-9 одделение, например, кои се обучени да работат на Википедија и Вики кампот е осмислен еднаш во годината да биде и нив ги тераме да пишуваат, значи од време на време и на координатори си имаат координатори таму, некој наставник, професор што ги води и така. И му велиме на координаторот еве покани ги учениците од дома да пишуваат, значи тие се научени од дома да пишуваат.
ајде нешто да организираме, нека дојдат вамо, нека напишат ова, нека, значи сето тоа е така за волонтерски, нели? Меѓутоа во еден момент, еднаш во годината ги каниме сите тие активните, а некогаш и нови за да дојдат да се приклучат на еден таков 3-дневен вики камп го викаме. Камп го викаме, ама е во хотел, не е во не е со шатори. Со шатори во камп. Такви вики кампови има на неколку други места низ светот што се прават, па првиот пат кога требаше го правиме, јас лично се информирав преку Ерменија како тие прават, кај нас е 3 дена, тие го прават 7 дена. Значи имаме разлика, нели, малку го прилагодивме овдека. Го правиме во, значи сме биле март, април, мај, сме биле во септември, во декември, во октомври, зависи кога како ќе најдеме некое. Секогаш сме биле на различни места, во Берово, во Велес, во Дојран, во Струга, во Михајлово, во Маврово и така, на разни места за да биде интересно. И доаѓаат таму, значи координатор доаѓа со учениците, таму има и предавања, имаат многу слободно време исто така, има тема, секогаш не е тематски и треба на темата да создаваат статии таму додека се заеднички уредувања. Имаат физичка култура од сабајле, сабота и недела пред доручекот. Имаме една професорка Лили која ги води да се повежбаат малку, да не биде родители да не речат ги земавте ученициве и само пред компјутер седат, не седат. И добиваат и награда на крај за тие што решиле да напишат повеќе статии, например. Така, во интерес на времето, на што сте фокусирани во моментов и кои се идните планови, дали во скоро време ќе има некаков кампи на кој може начин да се пријавиме сите оние кои будиме некаков интерес да бидеме дел од вашето големо семејство Википедија? Да, супер, ако има интерес, нас ни требаат сите луѓе, сите вие ни требате. Бидејќи секој со своето знаење може да придонесе на Википедија. Значи, може како што кажав, имаме еден мејл, obrazovanje@wikimedia.mk, да се пријават сите оние, може преку Facebook, имаме Wikimedia МКД, имаме МКД, имаме Instagram, значи може да напишете, да се појавите некако на таков начин за да станете дел од нашето семејство. И друга работа е дека во моментов ги имавме за Словенија, запозната Словенија, точно 800 статии беа напишани од ученици, значи членови на Вики клубови, и во моментов сме во нивно прегледување, затоа што секогаш мора да се прегледаат, нели, како што секој може да напише, меѓутоа тоа не е видливо веднаш за сите, туку само за тој што го напишал и за тие што имаат алатка да го одобрат или да го избришат тоа што е напишано. Мора филтер да се помени. Филтер сигурно, да. И тоа нас не е голем проблем, затоа што не сме голема заедница, сепак. Ова возраста што ја спомнувате, значи во возраста ние не може да знаеме кои се тие што читаат, значи чита секој, се разбира. Секогаш најчитана ни е статијата за Македонија. Ако, например, има Лепа Брена концерт, тогаш Лепа Брена статијата ќе биде читана тој месец или тој период. Така. Што е разбирливо. Да. Снежана Штрковска, еве да не погрешам, извршен директор на Сдруженијето на граѓани Викимедија МКД. Да. Благодарам, Снежана, што вака рано наутро во сабота ни дојдовте, споделивте интересни приказни токму со Википедија, нешто кое голем дел од нас сигурно не го знаеја, и се уверивме сега дека можеме да веруваме на тоа што се објавува, еве, да не е 100%, барем 99 сигурно, нека да. биде. Да не биде дека секој се и свашта може да пишува Не таму. може сигурно. Се брише тоа, да. Ви благодарам на поканата.